Како и во секоја општина во Македонија, така и во Кочани, горши проблем се секако инфраструктурните проекти, односно решавањето на улиците во градот, како и на улиците во селата. Ние навистина се фокусиравме многу силно во тој дел и уште со самото преземање на функцијата си ставив за задача се што е можно поголем дел од проблемите да ги решаваме. Во овој момент работиме вкупно 16 улици, што навистина бројка која многу ни значи. Посебно е важно да напоменеме дека овие 16 улици ги работиме со сопствени средства и бенефитот наскоро ќе го видат граѓаните на општина Кочани. Се надеваме дека по завршувањето на тие 16 улици ќе направиме позитивен ребаланс на буџетот, каде што ќе вклопиме нови улици. Како во централното градско подрачје, во селата, така и во руралниот дел, рамноправно работиме секаде по некоја улица и со помош на Бирото за рамноправен регионален развој добивме 2 милиона денари помош и со додатни наши средства 3 милиона од буџет од поддршка ќе завршиме 800 метра од местност на Викана Крушка во правецот на Полаки училиштето. Во овој период, за жал, и временските прилики не беа многу наклонети како за завршувањето на активностите кои се започнати, уште повеќе во решавањето на другите инфраструктурни проблеми кои стоја пред нас, а тоа е на прочистувањето на улиците, односно доведување во колку толку нормална ситуација да можат граѓаните да стигнат до своите домови. Во изминатиот период имавме многу проблеми во тој дел. Денеска дождот ги носи улиците, утре ги тампонираме повторно, така да продолжуваме за тој интензитет да ги решаваме проблемите кои ни ги ствара и временските прилики. Во план се повеќе инфраструктурни проекти во околината на Кочани. Еден од тие секако многу важен за нас Кочани, за развојот на туризмот, е секако реконструкција на делот од патот од Пониква према Кочани. Зборувам од Пониква кон Кочани затоа што тој дел е по-оштетен и заедно со Министерството за транспорт и врски е договорено да се реконструира 10 километри почнувајќи од паркингот на Пониква во правец на Кочани. Со тоа ќе го продолжиме векот и ќе возможиме да посетителите на Пониква непречено се движат, односно да имаме добра комуникација, а со тоа да имаме и добри услови за развој на туризмот во тој дел. И не само таа, значи понатаму во делот во патната инфраструктура планирана е реконструкција на обиколницата околу Кочани, проект кој не знам дали ќе стигне до оваа година да се заврши, меѓутоа е високо во агендата, и исто така изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани кој е во тек. Во тек се разговорите како со советниците од политичките партии, така и со председателите на местните урбаните заедници да ги кажат своите приоритети, се со цел да имаме убава приоритетна листа на она што треба да го работиме во следниот период, односно второто полугодие од ова година. Значи, нашите проекции се доста оптимистички и успеавме на еден или друг начин она што беше планирано за цела година, ние за 6 месеци како буџет да го надминеме во делот на реализацијата зборувам на инфраструктурните проекти. Така се охрабруваме да продолжиме и во следниот период интензивно да работиме во делот на решавањето на проблемите на нашите граѓани. Центарот за културата е еден од нашите објекти кои се многу важни, кои се и културно наследство за Кочани, и затоа беше во центарот на вниманието на барање средства за реконструкција на истиот, каде што не идовме на огромно разбирање од Министерството за култура и добивме во првиот повик 13,5 милиона денари за реконструкција, надворешна реконструкција, кровна и фасадна реконструкција, средства кои за жал не беа доволни за да го завршиме онака како што беше планирано по проектот. И од тие причини на нас ни беа потребни уште додатни 437.000 денари, средства кои повторно ги побаравме од Министерството за култура и која за наша среќа ги добивме, и во тек е за отпочнување на постапката за реконструкцијата на Домот на културата. По подолги разговори веќе е договорено, односно во тек е веќе постапката за избор на најповолен понудувач за изработка на проект за изградба на детска градинка во Кочани. Проект кој е финансиран
од Светска банка преку Министерството за труд и социјална политика, чија што изградба исто така ќе биде финансирана од Светска банка преку Министерството за труд и социјална политика. Проект кој е многу важен за нас од Кочани од два аспекта. Првиот аспект е дека добиваме еден сместувачки капацитет за најмалите, а од друга страна објектот е граден, односно ќе се гради по сите светски стандарди и ќе биде објект прв од таков тип во овој дел на Европа и ќе се служи како покажување на останатите земји од окружувањето. Покрај детската градинка во нашите планови високо на агендата стои изградбата на старечкиот дом, проект кој е стар неколку години. За наша среќа ние наидовме на разбирање во Министерството за труд и социјална политика и тој проект е земен високо во агендата за финансирање од страна на Министерството за труд и социјална политика, чија што конечна одлука ја очекуваме во најскоро време. И тој е земен во предвид за изградба, односно софинансирање на средства кои преостануваат од неизградениот аеродром ТАФ во Штип. Покрај овие неколку клучни проекти за Кочани, имаме во нашата агенда се уште неколку планови, односно имаме неколку проекти кои се многу важни за развојот на Кочани и на населените места. Така во моментот работиме на изнаоѓање на средства за финансирање за изработка на проект за Арамиска чешма. Тој е огромен, односно многу значаен проект за Кочани, бидејќи ќе допринесе директно за развојот на туризмот на Пониква, а исто така ќе го подобри и водоснабдувањето во трите села во Ридско-планинскиот дел, тоа се Нивичани, Пантелеј и Рајчани. Тоа се во моментот поважните стратешки проекти на кои што работиме. Сигурно дека има уште многу други на кои се во план за аплицирање, односно за изградба, како што е мултикултурниот центар проект со кој што аплициравме во прекогранична соработка, за кој исто така очекуваме еден позитивен одговор. Аплициравме исто така со проект за изградба на парк на местноста Локобија кај споменикот на Слободата. Исто така аплициравме преку Светска банка за целосна реконструкција на споменикот на Слободата, кој исто така е едно наше културно наследство и многу значајно за развојот на туризмот во Кочани. Покрај покрупните проекти кои се од витално значење за развојот на Кочани, на општина Кочани, ние не ги запоставуваме и ситните работи кои се од интерес на граѓаните. Значи, како што гледате во позадина, е веќе во завршна фаза детското игралиште, кое е целосно реконструирано со подршка, односно инвестицијата е дел од општина Кочани преку јавното комунално предпријатие, а додека играчките се во ова игралиште се донација од една фирма, односно од Антура, за која што во моментот искажувам една огромна благодарност што ја препознаа потребата на најмладите и помогнаа да го реализираме ова капче. И не само овде, во истиот момент, паралелно работиме на уште едно детско игралиште, тоа е во делот кај Атомски згради, каде што реквизитите од ова детско игралиште ги пренестивме таму, а во исто време ги уредивме и сите земјишни работи. Значи, во овој момент добивме две прилично добро уредени детски игралишта. И во делот на детските игралишта не застануваме овде, бидејќи јас секојдневно добивам апел од граѓаните за посебно внимание во делот на детските игралишта за да имаат забава најмладите. И денеска на колегиум, значи јасно моите соработници добија задачи да ги испитаме сите наши урбанистички решенија кои ги имаме, каде што имаме со урбанистички планови предвидено детски игралишта, да пробаме дел по дел да ги ставаме во функција. И не само детските игралишта, туку ние сме целосно посветени по решавањето и на другите комунални проблеми на граѓаните, како што е водоснабдувањето. Во делот на водоснабдувањето на вистина работиме секаде каде што има проблеми, ги решаваме на време. Во делот на канализацијата решаваме
ја старата, меѓутоа правиме, градиме и нови канализации на улици каде што нема. И секако овде морам да подсетам дека како во централното градско подрачје, така и во поширокиот регион, па и во селата, интензивно работиме на расчистување на хортикултурното уредување, односно на косење на вегетацијата, се со цел да створиме што е можно подобро услови за забава и на најмладите и на сите жители како на Кочани, така и на населените места во општина Кочани. Овде да не заборавам да напоменам дека посебен акцент фрливме и на уредување на тротоарите, значи повеќе улици, на повеќе улици се уредуваат тротоарите и со тие активности продолжуваме, во тек се и нови јавни набавки и мислиме дека поголем дел од проблемите кои се посочени за сега во наредниот период и во тој дел ќе бидат решени. Еден од поголемите проблеми во општина Кочани е секако состојбата со образованието и со состојбата, инфраструктурата во училиштата. Тоа е еден проблем кој веројатно се провлекува со години и дека на тој проблем тешко му се изнаоѓа решение, бидејќи навистина е покомплексен и за решавање на истиот се потребни повеќе средства. Меѓутоа, оно што можеме ние да го направиме како локална самоуправа заедно со раководителите, односно директорите како на основните, така и на средните училишта, е да разговараме отворено и транспарентно, како за секој проект што разговараме ние во локалната самоуправа. Така во овие денови го отворивме едно од погоршливите прашања, односно превозот на учениците. Тој проблем е навистина голем, бидејќи со анализата што ја направивме за она што е правено само во минатата година, навистина се платени средства кои се далеку повеќе од она што сметаме дека треба да биде, односно далеку повеќе од пазарните цени кои се нудат на пазарот. Се работи за превоз кој ние, односно училиштата, го плаќат неколкратно повеќе отколку нормалните цени за превоз на било кој патник од било кое село или од било кое место до училиштето. Факт или податок кој нас не загрижува и кој навистина треба час поскоро да го решиме. Оттаму, мојот апел и на состаноците со сите чинители, односно со директорите на училиштата, дека овој повик, односно јавна набавка, мораме да го смериме критериумот, односно еден од главните услови треба да го ставиме дека е пазарната цена е појдовна за решавање на, односно за избор на најповолен понудувач за превоз на учениците, а вториот сегмент на кој се уште се разговара и се преговара да плаќаме реален превоз, односно реална услуга која ја добиваме, а не услуга која е замислена. Сакам да го објаснам ова, мислам дека ние во изминатиот период плаќавме за ученици кои се запишени на список, а не кои го користеле превозот. Затоа, мојата идеја или иницијатива да се изнајде решение како ние ќе го плаќаме на вистина реално направениот трошок, односно за секој ученик што го користи овој превоз да биде платен, а оној што не го користи да не се плаќа. А средствата кои ќе бидат заштедени од овој потез, мислам дека нема да бидат символични и мали, туку тие ќе бидат прилично големи средства кои ќе помогнат да ги решаваме проблемите кои навистина се горшливи во училиштата. Тука пред се зборам за училишниот прибор и решавањето на санитарниот дел во секој училиште кој е во очајна состојба, заради кој добиваме критики и примедби од надлежните инспекцијски органи, проблем кој навистина мора час побрзо да биде решен. Еден од погоршливите проблеми кои ги мачат граѓаните на општина Кочани е секако решавањето на проблемот со дивовселените во касарната кој е објектот кој е позади нас. Значи овој проблем подолги години ги мачи сите граѓани и до сега некако не успеа да се најде решение. Од тие причини, во соработка со владата, односно со Министерството со министерот без ресор задолжен за ромски прашања, значи разговаравме повеќе пати во повеќе наврати, зашто сите заедно се усогласивме дека навистина овој проблем треба да го подигнеме на повисоко ниво и да го решаваме што е можно побрзо.
Од тие причини ние сите заеднички излеговме и се усогласовме, најдовме локација каде што ќе биде лоцирано, односно каде ќе бидат изградени соодветни објекти, каде ќе бидат сместени жителите кои се сместени во овој објект. Се работи за 21 семејство кое ги имаме на список и за истите 21 семејства веќе работиме потребната документација за изградба на сместувачки објекти за сите 21 семејство, со што сметаме дека во наредниот период ќе го решиме овој горшлив проблем на граѓаните. Овде сакам да кажам дека доаѓа во прашање и функционирањето на системот, односно почитувањето на законските одредби. Значи, во повеќе наврати не случајно споменав дека овие се диво населени, значи луѓето не ги почитуваат законите во Република Македонија и со тоа сите нас не стават во една подредена улога и понекогаш да бараме решение за нешто што во принципи не е наш проблем. Кога зборувам за почитување на законите, значи сакам да се навратам на секој од проблемите со кои се соочуваме секојдневно, значи почнувајќи од недозволеното паркирање на недозволени места, па дури и користејќи ги на зелените површини за паркирање, ние граѓаните покажуваме една голема неодговорност која навистина прави една лоша слика како за Кочани, така и за нас како раководители во локалната самоуправа. Понатаму, ако продолжиме и ако зборуваме за почитување на законите во делот на градбата, дивоградбите, тоа е еден горшлив проблем наследен пред долги години, меѓутоа тој проблем со исти или помал интензитет продолжува и во овој период, што не загрижува и навистина сакам да кажам дека граѓаните мора да бидат свесни и да и биде јасно за сите последици и ризици кои ги носат со непочитување на законите, бидејќи почитувањето на законите, владењето на право е едно од најважните начела на демократијата. Значи, секој непочитување мора да биде санкционирано. Кога е во прашање изградбата на било каков објект без одредена техничка документација, без градежна дозвола, значи дека е кривично покрај тоа што прави проблем. На една страна прави проблеми и кај самите инвеститори, бидејќи тоа е нелегален објект, се прави кривичен престап, а исто така не постојат никакви услови тој да биде легализиран, што значи дека или ќе биде срушен или ќе биде за цело време на негово постојување дивоградба, што значи дека собственикот не може да ги оствари своите права кои му следуваат по основ на собственост. Овде и мојот апел да сите граѓани на Кочани се воздржуваат во делот на пречекорувањето на нивните права, односно да го почитуваат законот и само така можеме сите заедно да продолжиме да градиме една пристојна средина за пристојно живење на сите граѓани во општина Кочани. Како што ветивме за време на кампањата на локалните избори, ние цврсто си земавме за задача Кочани да биде транспарентна и отворена општина. Општина која ќе ги решава проблемите на граѓаните и ќе биде отворена за секој проблем на граѓаните. Во тој смисол ние ја почнавме отвореноста и разговорите и преговорите со сите оние кои имаат потреба од решавање на некаков проблем во локалната самоуправа. Исто така, транспарентноста во делот на јавните набавки ни донесе бенефит како на локалната самоуправа, така и на сите граѓани на општина Кочани и само како информации благодарение на транспарентноста во делот на јавните набавки, само во првиот дел на Во првиот дел во распишувањето на јавните набавки заштедивме 6 милиона денари, средства кои повторно се инвестирани во инфраструктурни проблеми за решавање на проблеми кои ги мачат сите граѓани на општина Кочани. Во тој дух продолжуваме и натаму да бидеме отворени и транспарентни. Дека сме отворени и транспарентни и дека соработуваме со сите е показател и соработката со Советот на општина Кочани, кој е од различни политички субјекти, меѓутоа за наша среќа, за сите проблеми со кои се соочуваме ние граѓаните на општина Кочани, отворено разговараме, без обзири на било која партиска или било каква друга припадност, бидејќи разговараме за решавање на проблеми кои ги мачат граѓаните, а не одредени политички партии.
и благодарение на тој пристап во Советот, значи морам да се пофалам и да се заблагодарам на добрата соработка со сите советници, како и за поддршката која дават на проектите кои ги нудиме и кои се за решавање на проблемите на граѓаните, и навистина од овде една голема благодарност за сите советници за коректната и добра соработка со мене како градоначалник и со сите други вработени во локалната самоуправа. Исто така морам да кажам една голема благодарност за сите граѓани кои се одважија или да се јават на разговор или на било кој начин да ги искажат проблемите со кои што се соочуваат, и со тоа испровоцира, односно изненудија наша поголема активност во делот на решавањето на проблемите. Уште еднаш благодарност и повик до сите граѓани кога има проблеми тие да ги пријавуваат до надлежните, односно до општина Кочани, се со цел да имаме можност и подобра слика за решавање на истите. Ова прилика ја користам воедно на сите граѓани на општина Кочани да и го честитам Петровден.